Тука ви се наоѓа пансионот Преспав, односно колку е само гледката преубава. Од левата страна ни се наоѓа Охридското езеро. Така да за двата плативме 500 денари, значи се уште се наплаќа. А од левата страна е и кејот на Охридското езеро. Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес после патувањето од Турција ќе одам кон Охрид, но нема да одам сам, ќе одам со Давид од Прилеп, со кој ќе се чекаме на излезот од Битола. Рутата е Битола кон Ресен, низ Националниот парк Галичица, покрај Охридското езеро кон Охрид и од кај превојот Буково па превојот Јавато во Битола. Планината Галичица зафати еден пожар ова лето, така да не знам сега колку ќе има дрвја таму, немам од пред пожарот поминато таму, но знам дека лани во време Галичица беше прекрасно, значи лава и жолта боја превладува. Едноставно беше само да седите да ја гледате и да уживате. Но каква е оваа есен останува да видиме. Се најдовме ние со Давид тука на излезот од Битола кон Охрид. Сега време е да го возиме превојот Јавато и откако ќе завршиме со превојот Јавато кон Отешево. Шо ти е? Пуштете ме да ја видам светлината. Сонцата денес силно нека светат и птиците да се вратат на југ. Го поминавме завртувањето за Ресен, не одидовме десно за Ресен, туку малку право и 100 метри десно кон селото Козјак. Значи сега првото село низ кое што ќе поминиме е селото Козјак. Од тука до Отешево има околу 10 километри. Значи сега возиме низ Преспанскиот регион. А во позадина веќе не знам на камера колку се гледа, се наоѓа планината Галичица. Ноќва виното во крвта ми е, црвено вино, црвени знамиња. Црвено вино, црвени знамиња пред очите, а сигурно. Од левата страна го имаме Преспанското езеро, второто најголемо природно езеро во Македонија. Таму ви се наоѓа и селото Стење. А тука лево сега ќе видите едно патче, тука ви се наоѓа пансионот Преспав, односно тука е по патчето ви се снимени сцените од надворешниот дел од пансионот Преспав. Тунелот се вика Отешево, а ние близко сме и до селото Отешево на само 1 километар. Пансионот всушност спаја во атарот на селото Отешево. Наближуваме кон местото каде што треба да завртиме десно за во Националниот парк Галичица, односно тоа е тука. Последно кога бев се плаќаше влезница и тоа беше доста скапа, 250 денари за со мотор мислам.
No сега гледам затворено е, така да нема што да се плаќа и возиме без плаќање. Веројатно поради тоа што веќе и заврши сезоната, нема толку луѓе што врват низ националниот парк. Колку е само гледка да преубава. Да се вратат на юг. Препарайте вино, изпиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Препарайте вино, изпиено е. Noćva vиното во крвта ми е. Црвено вино, црвени знамиња. Црвено вино, црвени знамиња пред очите. Се искачихме на Галичица, буквално едно прекрасно возење низ една есенска идила на овој национален парк и сега скоро сме на местото каде што е всушност највисоката точка на овој асфалтиран пат. И од тоа место се гледа Охридското езеро, кое што веќе малку можем да го видам од левата страна. А еве го и тоа место каде што ние ќе застаниме малку и ќе направиме една пауза.
Ние со Давид се потоплишме ко Гуштери, сега ќе одиме кон Охрид. Тука долу ви е Трпејца, таму долу ви е Свети Наум и таму градот е Поградец, а Охрид и Струга се таму и таму соодветно. Како што возиме сега надолу, од левата страна ни се наоѓа Охридското езеро. Таму беше највисоката точка на овој пат на Галичица, а сега слегуваме надолу кон брегот на Охридското езеро. Убаво е тоа што нема ветер, бидејќи до сега кога што сум доаѓал на Галичица, во 90% од случаите имало доста ветер и дувало. Меѓутоа сега беше премногу смирено и мирно. Не сум звезда што сјае во ноќите. Сонцата денес силно нека светат и птиците да се вратат на југ. Не барајте вино, испиено е. Тука ние сега ќе излегувавме од националниот парк. Здраво, колку треба? 259 на моторби. Чао, поздрав. И тука, како што видовте, од другата страна на националниот парк Галичица, односно до Охридската страна, се наплаќаше влез 250 денари од мотор беше. Така да, за двата плативме 500 денари, значи се уште се наплаќа 2 ноември. Но предпоставувам, ако одите од Ресенската страна догоре и се вратите по истата, ке нема да платите. А иначе патот низ националниот парк Галичица од Ресенска страна до највисоката точка е сега тази асфалтиран. Меѓутоа од Охридска страна не е сега тази асфалтиран и има на места доста длабоки дупки. Овој пат од Свети Наум до Охрид, како што гледате, е нов асфалт, оваа година туран. Јас лани буквално секоја недела доаѓав во Охрид кога ќе нема испланирано ништо за возење. Годинава многу малку, имам пати дојдено и еве веќе е асфалтиран овој пат. Иако последно кога бев, исто со Давид бев тука последно кога бев. И тогаш не беше, мислам, целосно асфалтиран, само одредени делови. Моментално поминуваме низ селото Трпејца, село кое што мислам го знаете по кристалните камени плажи. Патот гледам дека е мазен за сега оваа година. В година да видиме дали ќе издржи, дали ќе нема да пропадни. Па ќе правиме в година муавет за издржливоста на патот.
Есента и тука е во пикот се гледа доста жолтило, иако има сепак и дрвја кои што се уште имаат зелени лисја. Може би за нив малку подоцна ќе дојде есента. Тука од левата страна ни се наоѓа музеот на вода, залив на Коските се вика. Имате и паркинг со кола, со мотор, со што и да идете да паркирате и да го посетите. А веднаш после заливот на Коските од левата страна, тука се наоѓа влезот за автокампот Градиште. Воедно и плажите Градиште 1, Градиште 2, Джангл Бич, Оревче и мислам дека не заборавив никоја. Тука завршува, гледам новиот асфалт. Меѓутоа беше гребено, може би добрва се ќе се прави. Тука прекрасното Охридско езеро од левата страна. Тука тоа што ми се допаѓа е дека гледам доста дрвата исекле и има доста подобар поглед на Охридското езеро. Следното село веднаш после плажите автокампот Градиште е Пештани. Тука гледам имаат гревано на асфалтот, така да изгледа ќе тураат и тука нов. Еве тука дел кој што е ископан, изгребан. А има кога влегов во што кажува. Ако влеговме во селото имаше и веќе асфалтиран дел, меѓутоа беше со доста рапав асфалт, не беше од истиот квалитет како тој кој го возевме од Националниот парк Галичица до автокампот Градиште. И добре дојдовме во градот Охрид. Сатот е 12:10, од Битола тргнавме кај 10 часот. Стигнавме релативно брзо со оглед на долгата пауза во Националниот парк Галичица. Сега одиме кај пристаништето и таму да ги паркираме моторите и некаде да седниме нешто да се напиеме. А од левата страна е и кејот на Охридското езеро во градот Охрид. Мислам дека нема многу што да снимам во Охрид, нема кој не бил, нема кој не го знае. Таму горе ви се наоѓа, не се гледа од дрвата и Самуиловата тврдина, натаму е Канео.
Се оди нелегално. Да завртим од другата страна и готово. Како што видовте, направивме еден легален избор за да стигнеме до пристаништето. Ова улица беше иначе асфалт, меѓутоа па тоа ја направија калдрма, не знам оти. Веројатно за да делува поинтересно, потрадиционално. Што направи? Пристигнавме во центарот на Охрид кај пристаништето. Од десната страна ни е и главниот плоштад. Сега овде некаде да ги паркираме моторите. Не сум веќе оган под звездите. Не сум звезда што сјае во ногите. Во овој час чувствувам еден бел конј умира на градите на некоја планина. Мојот дом од името далеку е. Пуштете ме да ја видам светлината. Сонцата денес силно нека света и птиците да се вратат на југ. Прошетавме ние со Давид малку низ Охрид, пијавме едно кафе, сега одиме кон Битол. А тука завршува нашето патување. Давид си продолжува кон Прилеп, јас си исклучувам со Битола. Доколку ви се допаднува видео, притиснете лайк и доколку веќе се немате претплатено, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.